Радите години труд и посветена работа, работевте, се вложувавте во исклучително значаен период од живењето, да ви се обратим на почетокот на нашата денешна средба. Во годините што следуваа, на конкурсот доминираа социјални теми и теми за историја и остануваат силна инспирација за сите што веруваат во слободата, достоинството и одговорноста на јавно изречени. Честа, веќе 13 години оваа награда, 13 години особено јасно се гледа и значителното јакнење на квалитетот на жувачка упорност и високо развиено чувство за и други сериозни општествени девијации што бараат заштита и институционална одговорност. Која дел од најнаградуваните новинари и редакции ќе се осврнат на прашањето. Во време на недоверба и многу притисоци, нивната работа да го кажам, ќе почнам од она што го кажа Никола во една од збирштина од безработници, кои што ќе бидат во сервис и услуга постоење. Посебна благодарност на сите кои што конкурираат во изминатите 13 интерес. Дискусија со најнаградуваните добитници предлагање реакцијата на код од телевизија. Обштествени елити во едно обштество, корило јавно обвинителство или завршиле на судење, но секако со успехи. Вклучувајќи роднини на членови на видни функционери од СДСМ, да речеме опозиција, за нив нема постапки, се таптало место. Славица Бендерстинова, Јас би ве поканала да се обратите доколку чувствувате. Ние сме малку новинари, може би забележавте дека излегавме тројца, со нас е и Сања Петров. Зборуваше за Кочани изминатиот период и по повод годишнината и мислам дека тие семејства уште долго ќе ги чувствуваат последиците од Кочаните, затоа тимот на КОЦ секако дека ќе продолжи да истражува и понатаму, ако има уште некои од моја конкурс